Поздрав! Во ова видео сакам да зборувам за транзитната планета Уран, која што веќе пристигна во знакот Близнаци. Што ќе можат сите они од вас кои што се родени во знакот Близнаци да очекуваат со транзитната планета Уран? И што ќе можеме ние сите колективно од оваа енергија на Уран во знакот Близнаци да очекуваме? Од астрономски агол гледано, планетата Уран е една од предпоследните планети во нашиот сончев систем. За да го заокружи, целиот зодијачки круг, се потребни на Уран 84 години. Последниот пат беше планетата Уран во знакот Близнаци 1941 година до 1949 година. Сега сите дечиња што се актуално раѓаат, од 7 јули понатаму, ќе го имаат Уран во својата натална карта во знакот Близнаци. Уран инаку владар на знакот Водолија. Сега, се надевам дека знакот Бик ги доживеа сите тие големи промени во животот и веќе сега патува актуално се наред сите оние кои што се родени во знакот Близнаци. Вас ве очекуваат големи промени во вашиот живот до 2032 година. Тие 7 години се ваши. Ајде да видиме какви се тие промени. Какви промени би можеле да бидат? Која е таа главна карактеристика на планетата Уран и што е битно да се знае, подобро речено, што бара планетата Уран од нас, за да можеме таа нејзина главна карактеристика на еден најконструктивен начин да ја живееме. Како што спомнав, е владар на знакот Водолија. Водолијата е еден воздушен фиксен знак, а близнаците се променливи воздушни знакови. Тука имам некои слични елементи, што тоа Уран ќе може својата енергија на еден многу полесен начин да ја манифестира, неголи како што беше во знакот Бик. Главната символика на Уран е слободата. Слободата и промените во животот. Таа е една непредвидлива и неочекувана енергија. Со Уран не можеме нешто да предвидиме што ќе може да ни се случи. Тоа доаѓа толку брзо, никој не може да предвиди што ќе може да се случи. Таа енергија на Уран сега како можеме, тоа можеме деструктивно да го гледаме или конструктивно да го гледаме. Што е битно тука? Битно е да ги прифатиме сите промени што ќе ни се случат во нашиот живот. Секако дека тоа не е нешто лесно. Имаме конструктивни и деструктивни промени. Повеќето од нас кои што имаат доста фиксни знакови во една натална карта или кои што имаат планети, лични планети во фиксни знакови, за нив ќе им биде малце потешко да се суочат со тие промени кои што доаѓаат во животот. Сите они од вас кои што имаат променливи, кои што се родени во променливи знакови, вие ќе можете на еден доста полесен начин да ги прифатите промените во вашиот живот. И секако со оваа енергија на Уран ќе треба да бидеме отворени на таа, на секоја тема на промени што ќе дојдат во нашиот живот. Битно е да се суочиме со тие промени, било какви и да се. Ние знаеме дека има и секако деструктивни промени кои што не ни се добродојдени, нели е така?
Ајде сега тоа да го превртиме и да го доживееме и да го живееме на еден конструктивен начин. Како ќе можеме, еве на пример, банален пример. Една неочекувана ситуација. Добиваме, да речеме, отказ на работното место и што се случува во тој период, значи тоа е нешто неочекувано, непредвидливо и во тој случај сме секако изнервирани, наљутени и сме во состојба да експлодираме, затоа што оваа енергија на Уран и ја представува експлозијата. Експлозијата, револуцијата. Затоа ви препорачувам при секоја промена, било да е деструктивна или конструктивна, во тој момент да не пратете го вашето тело, затоа што од еден медицински агол гледано на планетата Уран, она влијае исто така на нашиот нервен систем. И ако за нешто се изнервираме, па тоа толку е лесно да се експлодира. Нели е тоа така? Битно е сега да бидеме смирени во секој случај. Било, например, да добиеме некој отказ на работно место или слични такви ситуации. Битно е тоа да се како можеме да го превртиме тоа, да го прифатиме едноставно. Затоа што животот е промена. Ние живееме константно во промени. Меѓутоа, многумина од нас тоа не го гледаат така. Нон-стоп се случуваат промени. Што бара в суштина Уран од нас? Бара да ја бираме слободата. Да се ослободиме од таа фиксација. Да се ослободиме од нешто што сакаме нон-стоп да задржиме. Нешто што не блокира, нешто што со нешто што не можеме да растеме, ни духовно, ни ментално. Значи, Уран не изненадува, значи таа е една енергија која што може да не изненади, и тоа како? Неочекувани гости, да речеме. Таа е енергија на тие неочекувани гости кои што можат да стојат пред нас. Што ќе правиме во тој случај? Ќе речеме, не можеме да кажеме, ајде сега, не ми одговара. Не, ќе кажете како што е и готово. Значи, тие неочекувани. Како ќе можеме со тие неочекувани ситуации да ги на еден убав начин да излеземе од таа енергија? Па да се израдуваме на тој, да кажеме, извини, ама ментално не сум слободна, мило ми е што те гледам, ајде дојди, остани тука, можеш ти да останеш кај мене, ја ќе се вратам, да речеме, за 2 часа наназад. Нешто така слично. Значи, прифатете ги тие промени и тие неочекувани гости што ќе дојдат пред вас. Затоа што ако сакаме да задржиме тоа старото е не можам, немам време и така натаму и така натаму. Уран бара од нас да го прифатиме тоа, затоа што ние живееме сите нон-стоп во промени. Не е веќе никогаш така како што беше. Нели е така? Све се менјава континуирано. Све се менјава. Значи, таа е таа енергија на Уран, која што не мотивира да ги прифатиме сите промени што ќе дојдат. Сега, што можеме да очекуваме колективно? Значи, за тоа што зборував до сега беше една само таа главната карактеристика на Уран. Сега во знакот Близнаци. Што ќе можеме ние сите да очекуваме? Што може тука да се промени? Ние сите колективно ќе можеме ќе бидеме инспирирани на еден друг начин да комуницираме.
може би на еден нов начин, за кој што сега актуално не можеме да се замислиме на кој начин би можеле ние да комуницираме на еден сосема нов начин. Можеме да добиеме исто така и некои идеи кои што се гениални. Значи, тука се развива Уран во знакот Близнаци, го активира тој гениалниот ум. Што значи тоа? Можеме да добиеме гениални идеи, еве да речеме за еден бизнисен план. Значи, Уран во знакот Близнаци, нарочито ако го имате Меркур тука, ако ви е добро поставен, значи во знакот Близнаци и добри аспекти прави, он ќе ви донесе гениални идеи. Значи, он го активира тој гениален ум, кој што е единствен, кој што ви носи нови идеи, нова инспирација, да речеме за еден бизнисен план, ако го имате. Секако Уран носи тоа што е непредвидливо, тоа што е нешто ново. Затоа ви препорачувам да бидете отворени сега, сите што се родени во знакот Близнаци. Бидете отворени кон она новото што ве очекува. Ве очекува исто така и да го прифатите она што е ваше. Што мислам со тоа? Вашиот гениален ум. И слободата на вашиот, да бидете отворена на вашите мисли и комуникации. Како комуницирате? Бидете отворени. Значи, отворете го тој ум. Имате исто така слободен ум. Слободно размислувајте за нешто. Нешто што е гениално и единствено. Значи, таа е таа енергија на Уран во знакот Близнаци, каде што ќе бидеме сите инспирирани и мотивирани да комуницираме на еден сосема друг начин. Може би ќе излезе, еве веќе дојде и вештачката интелигенција, може ќе дојде и нешто друго, значи имаме секако 7 години време да видиме како ќе се развија оваа енергија на Уран во знакот Близнаци и каква нова врста на комуникација на сите нас ќе ни донесе. Ете, драги мои љубители на астрологијата, тоа беше само накратко за оваа енергија на Уран во знакот Близнаци. Инаку, ако сте заинтересирани за една лична консултација и ако сакате да дознаете нешто повеќе за вашата планета Уран, како е она поставена или пак како ќе биде она сега, кои хороскопски знакови ќе бидат сега активирани, какви аспекти ќе прави со вашите лични планети, ако сте заинтересирани за тоа, слободно можете да ме контактирате преку сите овие интернетски мрежи. Тука сум за вас. Сите контакти што се потребни ќе ви ги поставам испод ова мое видео. Ви посакувам добар старт со Уран во знакот Близнаци и секое добро. До скоро. Чао!